Пратеничката група на СДСМ денеска во собранието поднесе предлог закон за поддршка на семејствата на загинатите во дискотеката Пулс, како и за повредените од таа ноќ. Со предлог законот и семејствата на жртвите и повредените ќе добијат финансиска помош. Во зависност од повредите, таа ќе достигне и до 5 милиони денари. Покрај финансиската, предлог законот предвидува и институционална поддршка. И тука е степенувано во зависност од инвалидитетот кој што ќе се утврди. Дали е тоа за 100% инвалидитет, например, тука е предвидено дека ќе добие поддршка од 5 милиони денари, дали се не знам за 20% инвалидитет, каде што предвидуваме 1.200.000 денари финансиска поддршка и така натаму. Вториот дел е, реков, институционален, значи да имаме здравствена поддршка, да имаме социјална поддршка за овие лица, за оние кои што работат, да имаме поддршка и во смисла на работниот однос. Предлог законот го поднесуваат по скратена постапка, а од СДСМ вела дека во него се вклучени и настраданите од несреќите во Беса Транс, модуларната во Тетово, како и трагедијата кај Ласкарци. Ги повикаа сите пратенички групи да дадат поддршка и да го изгласаат ова законско решение, за да покажат единство дека за вакви трагедии не треба да постои политиканство. Од ВМРО ДПМН вела дека нема да го поддржат предлог законот на СДСМ, а за Спасовски смета дека е некомпетентен да поднесува вакви закони, бидејќи во време кога тој беше министер за внатрешни работи, се случија и Ласкарци, и Беса Транс, и модуларната во Тетово, како и скандалот со онкологија, па прашуваат зошто тогаш не реагирале. Од владеачката партија имаат нивни план за помош за засегнатите од трагедијата. Ки ги дуплираме средствата од владата за помош на општина Кочани и реализација на проекти. Водиме преговори со инвеститори да отворат капацитети во Кочани или во непосредна близина. Премиерот Мицкоски најави 2 нови инвестиции и проширување на една актуелна постоечка во близина на Кочани со 1000 нови вработувања. Ги покривме трошоците и лекувањето и ќе продолжиме да го правиме истото, велат од пратеничката група на ВМРО ДПМН. Без поддршка од пратениците од владеачката коалиција, предлог законот на СДСМ не може да биде изгласан во собранието. Тамара Дичевска, Сител телевизија.